Историскиот период помеѓу големата источна криза 1875-1881 година и почетокот на последната деценија од 19 век представувало време на созревање на низа економски, општествени и политички предуслови кои ќе овозможат појавата на македонското национално ослободително движење. Појавата на историската сцена на македонската револуционерна организација МРО, како и на илегалното организирање кое се ширело меѓу македонската интелектуална елита, му давала посебна важност на градот Битола, во кој се собирала елитата на македонската интелигенција. Македонските интелектуалци исто така се собираат во Битола и веќе почнуваат да се формираат првите организации, меѓу кои и така наречениот Учителски сојуз, кој е формиран во 1891 година и на чие чело застанува Дамјан Груев, а тука членуваат и Лука Джеров, Неделко Дамјанов и други членови. Идејата на тој Учителски сојуз бил да ги собере македонските интелектуалци, но исто така идејата на Дамјан Груев била да се прошири дејноста на тој сојуз и да се формира една револуционерна организација која ќе прерасне во многу помасовно движење. Битола и Битолско представувале еден од главните бастиони во македонското револуционерно движење. Конкретно, веднаш по формирањето на македонската револуционерна организација на 23 октомври 1893 година во Солун, започнуваат и првите активности за формирање на револуционерните тела и ширењето на самата револуционерна мрежа. Па така главните корифеи на македонското револуционерно движење, односно главниот корифеј и кој заслужено го носи епитетот татко на внатрешната македонска револуционерна организација Дамјан Груев, прв започнува да крстосува низ Битола, Битолско и да формира целата таа револуционерна мрежа. Формирањето на првите револуционерни комитети на МРО и разгранувањето на организационата мрежа во Битолскиот вилает е поврзано со името на Даме Груев. Последниот, во согласност со планираните активности за разгранување на мрежата на МРО во Битола, го формирал еден од тогаш трите окружни комитети во Македонија. Првиот комитет на МРО во Битола се состоел од следните лица: Пере Тошев, председател, Анастас Лозанчев, секретар, Глигор Попов, касиер и Георги Пешков, советник. На советувањето одржано во 1894 година во Ресен на Македонската револуционерна организација, овој комитет битолски прераснува во окружен револуционерен комитет. Следниот чекор на овој комитет било инфилтрирањето на представници и членови на Македонската револуционерна организација во институциите на екзархијата. Така веќе во втората половина на 1894 година ние може да видиме дека Ѓорче Петров е веќе секретар училишен, секретар на училиштата, тој е исто така секретар и на Битолската екзархијска управа, а исто така тој е и секретар на училишната комисија во Битола. Во периодот кој следел била реализирана уште една одлука од Ресенското советување. Имено,
се планирало отпочнување на пропаганда со месни весници и револуционерни книги. Во таа насока, Окружниот комитет во Битола започнал да го издава хектографираниот весник на оружје. Први негови редактори биле Пере Тошев и Анастас Лозанчев, а потоа таа улога ја презел Ѓорче Петров. Посебно населбата Генемале била една од главните јадра на македонското револуционерно движење, каде што се формирале и првите револуционерни активности. Тука најповеќе имало покрстени, односно зачленети македонски христијани во редовите кои што пристапувале во редовите на македонското револуционерно движење. Тоа го потврдуваат и турските војни административни представници, турската жандармерија во нивните документи, дека оваа населба била една од најреволуционерните населби во Битола и Битолско. Активноста на организационите првенци во Битола била насочена и кон еснавската средина, додека Пере Тошев се насочил кон придобивање на ученици од Битолската гимназија. Една од преокупациите на Битолскиот окружен комитет била набавката на оружје и муниција. Вооружувањето било константен проблем за организацијата. Битола и Битолскиот округ најлесно за вооружување било преку Кралството Грција, бидејќи Кралството Грција физички било многу поблиску, например, отколку Бугарија за пренесување на оружје. Од друга страна, во самото Кралство Грција во овој период се случувало модернизација на грчката армија, при што голем дел од старото застарено оружје можело да се најде, така да речеме, на црниот пазар, при што голем број македонски револуционери биле испраќани во Грција со цел да купуваат, а подоцна да го пренесуваат оружјето во Битолскиот револуционерен округ. Затоа најзаслужно, освен окружниот комитет, тука можеме да ги спомнеме и Костурската револуционерна околја, особено заслужен за пренесување и создавањето на оној канал за пренесување на оружје од Грција во Битолскиот револуционерен округ, има голема заслуга Васил Чакаларов. Во почетниот период најзаслужен за вооружувањето на населението од градот и околината бил Гоце Делчев. И во овој контекст неминовно е да се спомене и епизодата на Доне Стојанов Тошев или меѓународот попознат уште како Донче Штепјанчето. Имено, при проверката на неговиот товар на 19 април 1896 година на влезот во Битола кај црквата Света Недела, во вреките за ориз биле пронајдени бомби, набои за револвери, барут и експлозив. Само одлучното држање на Доне и преземените превентивни мерки од страна на организационите првенци не дозволило продлабочување на оваа афера. Донче Штепјанчето, како што е опеан од македонскиот народен пејач во самите песни, бил изложен на невидени мајки, на жестока репресија, бил измамачуван и тој представува символ на македонскиот непокор, бидејќи и покрај толкавата репресија, покрај толку големите измачувања, тој бил горен со вештени железа, камшикуван, измачуван, бил оставан во темни и студени зандани. Тој не предал ниту едно писмо, не предал ниту еден свој сореволуционер и со тоа ќе би запаметен во свеста на македонското население, а и на своите сореволуционери како синоним на македонскиот непокор и истреност и борба за слободата на македонскиот народ. Кога увиделе турските власти дека Донче Штепјанчето и покрај невидените мајки и репресија и терор кој што ги спровела турската власт да признае, да предаде своји сореволуционери, да предаде револуционерната мрежа, дека од овој тврдокорен македонски деец и револуционер не може да извлечат никакви потребни информации, го осудили на 101 годишна затворска казна. Во 1896 година бил одржан конгрес на организацијата во Солун, на кој представник од Битола бил Пере Тошев. Главна преокупација на битолското раководство на МРО по конгресот било вклучувањето на селото во македонското ослободително движење и вооружувањето.
Во тоа време, Битолската гимназија, благодарејќи на Пере Тошев, станала расадник на идните револуционерни кадри. Од друга страна, преку Мише Велков, организацијата се доближила до битолскиот чорбаџиски слој. Македонското револуционерно движење во градот Битола активно действувало и против пропагандите во соседните балкански држави. Во прв момент, дејноста на организацијата била насочена против бугарската пропаганда, предводена од митрополитот Григорий, потоа против српската и особено против грчката пропаганда. На 25. октомври 1897 година, група на МРО го нападнала и убила богатиот битолски трговец Михајло Хаджипопе, председател на српската општина во градот. Паралелно со ваквата дејност, членовите на организацијата ликвидирале известен број муслимански злосторници, кои го тероризирале христијанското население во градот и околината. Во 1897 година убиен бил известниот Шефхија во село Могила, а ранет бил насилникот Реджо од село Обедник. Истовремено се планирало киднапирање на видни личности во градот со цел добивање на финансиски средства за организацијата. За таа цел, во 1898 година Георги Пешков му наложил на Георги Попхристов да го киднапираат рускиот конзул Ростоковски при неговата обиколка во Буковски манастир. Меѓутоа, обидот не успеал. Консолидирање на организационото движење во градот и по широкиот битолски округ се случило по интернирањето на Даме Груев од Сулон во Битола во втората половина на 1898 година. Груев најпрвен ги стабилизирал редовите на МРО во самиот град Битола, а потоа и како председател на окружниот комитет презел чекори за зацврстување и ширење на организационата мрежа во округот. На советувањето, одржано 1899 година во Битола во куќата на Атанас Лозанчев, се дискутира за прв пат за вооружување на комитетите на организацијата. Исто така е направена и посебна шифра со грчки букви за кореспонденција меѓу членовите на организацијата, а исто така на тоа советување е направена и анонимна, односно тајна терминологија на градовите во Македонија и на селата исто така во Македонија. Ваквата се разбира дејност на Дамје Груев и на зајакнувањето на мрежата на организацијата не можела да остане без да биде забележено од османлиските служби и набргу после тие негови сериозни активности во Битола, тој е натеран од властите да ја напушта Битола и е интерниран во своето родно село Смилево. Особено по избивањето на Попставревата афера, кога Дамјан Груев паѓа во затвор, како раководител на Битолскиот револуционерен округ, токму од самиот затвор, преку тајни шифрирани строго конспиративни писма за нов раководител на Битолскиот револуционерен округ го назначува Ѓорги Попхристов, во кој што имал голема доверба. Па така Ѓорги Попхристов е еден од главните предводници на Битолскиот револуционерен округ во предилинденскиот период. Тој ја зацврстува и зајакнува македонската револуционерна мрежа во Битолскиот округ и делува постојано, крстосува и гравитира во Битолско-Леринската револуционерна околија, во Костурската револуционерна околија, каде што врши набавка на оружје, муниција, извршено покрстување на нови членови во редовите на македонското револуционерно движење. Постојано ги обиколува градските селски местни комитети и може да се потенцира дека Ѓорги Попхристов како битолски револуционер одиграл круцијална улога во јакнењето на револуционерната мрежа во Битолскиот револуционерен округ, додека Дамјан Груев бил во затвор. Развојот на македонското револуционерно движење во Битолскиот округ од почетокот на 20 век се карактеризирал со разгранување на четничкиот институт, што довело до масовизирање на организацијата во округот. Од посебно значење била и Делчевата ревизија на округот од втората половина на 1901 година до првите месеци на 1902 година. Сепак, многобројните провали во округот имале негативни последици за развојот на револуционерното движење. Две од нив
поради нивната големина и масовност, заземаат посебно место. Поп Ставревата од 1900-та и Иванчовата од 1901 година. Првата која избила во самата Битола, предизвикала тешки последици не само за движењето во градот, туку општо за целата организација. Која што се случува во летото 1900 година, имено револуционерната организација, сакајќи да се доближи до широките народни маси, почнала да собират финансиски средства од самото население. Меѓутоа, екзархијата како еден од противниците на македонското револуционерно движење била против оваа одлука за масовизирање на организацијата, при што при еден обид да се придобијат финансиски средства од поп Ставре, истиот намерата на организацијата ја пренел на османлиските власти. На тој начин дошло до првата поголема афера во самата Битола, од кој настрадале голем број револуционерни дејци. Имено од големиот број уапсени на почетокот на провалата против 22 биле покренати обвинителни актови, 12 биле осудени, а 10 ослободени од обвинението. Меѓу осудените бил и Груев, кој најпрвен бил затворен во битолскиот затвор на издржување 10 годишна затворска казна. Едни од главните причини за големиот број провали во битолскиот револуционерен округ и бројните предавства кои што ќе се случуваат, ќе биде влијанието на соседните пропаганди кои што ќе бидат доста активни во овој период, и во предлинденскиот и во послинденскиот овој период меѓу двете светски војни. Мора да се потенцира дека во Битола и Битолско особено влијание имале српската, грчката и бугарската вооружена пропаганда, меѓутоа особено активни биле српските и грчки пропагандисти, кои во предлинденскиот период делувале преку на црковно-просветен план, а по трагичниот крај и епилог на линденското востание, српската и грчката пропаганда и нивните слуги, односно нивните приврзаници во Битола и Битолско, започнале на вооружена и активна дејност против македонското револуционерно движење и ВМРО како организација. И мора да се потенцира дека влијанието на соседните пропаганди биле едни од главните причини за предавствата на голем број на македонски дејци и револуционери. Во периодот кој следел, председателското место на окружниот комитет во Битола го преземал Георги Попхристов, а огромна помош имал и од новоназначениот учител Ѓорги Сугарев. Истовремено, раздвижувањата, агитацијата и масовизирањето на револуционерното движење постепено ја доживувало својата кулминација, која била кронисана со Илинденското востание од 1903 година. Во тој период се формираат и првите организациони чети во Битола и Битолско, не само во овој район, туку во целиот Битолски окружен комитет, а се започнува и со организациона агитациона работа, односно вклучување на целокупното население во организационото движење и се објаснувале целите на организацијата меѓу самото население. Се идело од село во село, од населба во населба, се формирале голем број на местни, селски, градски комитети, се со цел да се подготви населението за настаните кои следеле, односно планираното востание што се случило подоцна во 1903 година. Општиот конгрес на ВМРО од јануари 1903 година и потоа Конгресот на Битолскиот револуционерен округ во селото Смилево од мај истата година ги определиле на тамошните правци на делување на македонското ослободително движење. Постоеле повеќе полемики за и против креање на востанија. Дел од македонските дејци револуционери биле против креање на востанието, како што биле Ѓорги Сугарев, Никола Карев, Никола Петров Русински. Тие сметале дека македонската револуционерна организација во сите револуционерни окрузи не е доволно подготвена и дека македонското население не е доволно подготвено за една општо народно востание. Туку се залагале да има перманентни акции, како што претходно сметал и самиот Делчев и самиот Ѓорче Петров, односно Делчев пред неговото загинување во Баница, во Софија, се залагал за перманентно востание, односно за перманентни акции.
Меѓутоа сепак превладува таа струја и самите околности, неподносливите услови на македонското население, теророт кој што го спроведувала турската власт после солунските атентати и после ѓурѓовденските масакри кои што ги спровеле турските муслимани во Битола и во Солун, била причина голем дел на македонските дејци револуционери, посебно они од Костурската револуционерна околија предведени од Васил Чеколаров да инсистираат за кревање на востани. Одлучено било востанието да биде кренато во пролетта или летото 1903 година. Со самото тоа што центар на востанието ќе стане Битолскиот револуционерен округ, градот Битола бил високо на агендата на македонските востанички сили. Од друга страна, Битола бил главен административен, економски и политичко воен центар на Битолскиот вилает и главен столб на османлиската власт во овој дел од империјата. По Смилевскиот конгрес најзначајните представници на ВМРО во градот Битола или преминале во илегала, или пак го напуштиле градот и заминале во неговата околина и се приклучиле кон востаничките чети. Единствени што останале во Битола биле браќата Дореви, чија главна цел било да известуваат за случувањата во самата Битола, или така наречени дежури, а доека едниот Панчо Дорев имал за цел да комуницира со странските дипломати и да дава информации за сите случувања што податаму ќе се случат во Илинденското востание. Власта и раководењето на околиите била префрлена од дотогашните градски комитети на новоформираните районски штабови. Сепак, главниот штаб, со цел да не се прекинат врските меѓу градовите со реонските штабови и главниот штаб, формирал помошни тела, дежурии од редовите нови револуционери, кои не можеле да стапат во востаничките редови или пак можеле слободно да престојуваат во градовите. За одговорен во Битола бил назначен книжарот Аце Дорев, кој воедно бил член и касиер на окружниот комитет. Истовремено, братот на Аце, Панче Дорев, лично од Даме Груев, бил задолжен за дипломатско-посредничка мисија. Во Битола и Битолско непосредно пред кревањето на Илинденското востание се чувствува таа револуционерна стихија, каде што македонските дејци и револуционери постојано извршувале одредени изолирани напади и акции против турските власти. Меѓутоа, мора да се потенцира дека положбата на македонското население била доста тешка, бидејќи турската власт, особено со посолунските атентати, започнала низ за апсење, репресија, терор, затворање на македонски христијани, односно затворање на голем број на македонци. И од тие причини се повеќе и самото население барало се крени општенародно востание за да се ослободи македонскиот народ од предвековното турско робство, а голем број дејци и македонски револуционери повторно ја издигнувале паролата за кревање на востание и за извојување на полна политичка автономија на Македонија. Средно пред востанието било забележено зголемено раздвижување во самиот град и имало групни излегувања од градот во околните планини каде се приклучувале кон востаничките сили. Така, британскиот конзул во Битола, Макгрегор, забележал дека излегувањето на млади луѓе во групи станувало се позабележително. Исто така дел од учениците од револуционерниот кружок на Битолската гимназија вежбале пукање, а биле решени по завршувањето на школската година да излезат со оружје во планина, каде би формирале посебна востаничка чета. Меѓутоа, биле разубедени од окружните раководители да не преземаат таков чин. Под раководство на Ѓорги Сугорев во реонот на Пелистер биле складирани жито, брашно, сол, биле изградени фурни во планините, а во околните села се изработувале опинци, се лееле куршуми и така натаму. Во Битола било изработувано и знамето на главниот штаб на востанието. Анастас Лозанчев ја дал текстуалната содржина, а знамето било извезено од неколку битолски учителки според нацртот на матурантите Арсений Јовков и Драган Зографов. Според сеќавањата на Јовков, со големи старословенски букви била испишана девизата «Слобода» или «Смрт», а под неа биле наредени имињата на востаничките реони. Илинденското востание избувнало на верскиот празник Свети Илија на 2 август 1903 година.
Битолската околија била поделена на 3 востанички реони: Ѓавато, Був и Битолско поле. Реонот Ѓавато се состоел од 2 подреони: Пелистерски, под команда на Ѓорги Сугарев, и Смилевски, со кој раководел самиот главен штаб. Најголем успех во овој реон било ослободувањето на селото Смилево, кое живеело слободно од 4 до 27 август. Во Пелистерскиот подреон, востанието се карактеризирало со палење на беговските кули и имоти и уништување на телефонските врски и мостови меѓу Битола и Ресен. Нападнати биле и неколку османлиски гарнизони во пелистерските села, а на 9 август Сугарев и ѓаконот Евстатиј нападнале османлиски конвој кој носел храна и муниција. Сличен начин на действување биле забележани во Бувскиот реон, додека востаничките акции во Битолското поле биле најслаби. Во самиот град Битола во тој период треба да се нагласи дека постоела голема вознемиреност меѓу населението, особено меѓу муслиманскиот елемент во градот, бидејќи се се пројавиле гласини дека градот Битола во секој момент ќе биде нападнат од востаниците. Споменатиот Панче Дорев запишал: приодите кон Битола беа затворени. Збунетост и страв изразуваше лицето на секого. Турците со секој ден се позбунети. Почнаа да ни се приближуваат за во случај ние да надвиеме. Во тек на 3 седмици сите се надпреваруваа да не фалат. Сепак, набрзо по започнувањето на востанието започнало и консолидирањето на власта и обидот да се вратат изгубените позиции и да се пасивизираат востанатите реони. Битола започнала да наликува една голема војна касарна, каде постојано пристигнувале нови воени сили, а оттаму били испраќани низ целиот вилает. Битола станал затворен град, на никому не му било дозволено влегување и излегување од него. Со префрлувањето на војните засилувања пристигнати главно преку железницата Солун-Битола, бројот на османлиските сили го достигнал бројот до 80.000 војници. По избивањето на Линденското востание, Битолскиот револуционерен округ бил најдобро организиран, со најдобра стратешка подготвеност и македонското население масовно се вклучило во револуционерните акции. Востаничките акции биле најголеми во Битолскиот револуционерен округ, конкретно во Битол и Битолско, и на самиот Смиленски конгрес за главен предводник на востаничкиот штаб, односно за начелник на подпилистерскиот реон бил избран војводата Ѓорги Сугарев, кој што во Битола и Битолско во вирот на Линденското востание прикажал голема и фанатична борба во борбата против турскиот аскер и Башибузо, конкретно во битките кај Ѓавато. Тој се издигнал како доста добар воен стратег и доста добар воен подготвувач на македонската револуционерна борба во Битола и Битолско. Тој прикажал голема и фанатична борба во вирот на Линденското востание и големи битки се водели во подпилистерските села, каде што му бил нанесен и тежок удар на турскиот аскер и Башибузо. Вознемиреноста која владеела меѓу муслиманскиот елемент од градот резултирала со убиство на рускиот конзул во Битола, Александар Ростоковски, на 8 август 1903 година. Рускиот конзул, кој бил во придружба на Крсте Петков Мисирков, учител на неговите деца, враќајќи се во градот од Буговскиот манастир на влезот во Битола, влегол во расправија со османлиски стражари кои одбиле да го поздрават. Во кавгата која следела, еден од османлиските војници смртно го погодил конзулот, додека Мисирков се спасил легнувајќи на земја. Овој настан предизвикал вознемиреност и напнатост меѓу дипломатските представници на останатите држави, како и меѓу христијанското население во Битола. На 8 и 9 август се случила една вистинска анархија. Почнале да се слушат најразлични гласини дека ќе се случиле повторно атентати во Битол, како што се случиле исти такви атентати во Солун пред неколку месеци, односно познатите солунски атентати. Едноставно во периодот од неговото загинување па до неговото испраќање на неговото тело во Битол бил воведен еден вид полициски час. Започнале да се шират гласини дека ќе бидат направени големи атентати во самиот град, уште поголеми од оние кои биле направени во истата година во април месец во Солун, односно познатите солунски атентати. Поради тоа
генералниот инспектор на румелијските вилаети Хусейн Хилми Паша свикал состанок со сите конзуларни представници во Битола со цел да се преземат мерки да се спречи било какви несакани настани за време на процесијата кога телото на убиениот руски конзул ќе биде испраќано во Солун. И навистина биле преземени сериозни безбедносни мерки, при што сета улица по која се движела процесијата била затворена за движење, сите дуќани и куќи кои се наоѓале на улицата биле затворени, сите споредни улички исто така биле затворени, прозорците на куќите морале да бидат затворени. На тој начин бил направен еден така речи изолиран коридор по која поминала процесијата со телото на Александар Ростковски, кое подоцна преку Солун било испратено во Одеса. Веќе наредниот ден, на 9 август, на инсистирање на Русија бил создаден воен суд, а судењето се одвивало по брза постапка. На 4-тиот ден од судскиот процес била изречена пресудата. Двајцата војници биле осудени на смрт со бесење, двајца офицери добиле затворски казни. Екзекуцијата била јавна и била извршена на истото место каде што се случило убиството на рускиот конзул. Набрзо, Илинденското востание било задушено, предизвикувајќи тешки демографски и економски последици за Битола и незината околина. После задушувањето на Илинденското востание, Битол доживува, како и поголемиот дел од битолскиот револуционерен округ, голема стагнација. Голем број села околу битолскиот округ биле опожарени. Голем број на бегалци од околните села се прибрале во Битол. Битол бил еден голем бегалски камп. Завладееле голем број на болести. Немало храна, населението останало без храна. Треба да се нагласи дека во овој период многу е значено дека на местното македонско население притекнало на помош голем број на хуманитарни организации пред се од Западна Европа, од Велика Британија, каде што доаѓале и нуделе секако вид на помош, од медицинска храна за сместување, облека и слични работи. Бранот на бегалски маси кој што постојано мигрирал за Бугарија бил најголем од битолскиот вилат и битолскиот револуционерен округ, бидејќи од мазничките акции на турските власти биле најголеми и најприсутни тука. Исто така мора да се потенцира дека македонската револуционерна организација во битолскиот револуционерен округ во овој период била доста разнишана. Меѓутоа, најтврдокорните дејци револуционери од Битола, Битолскиот и воопшто од битолскиот револуционерен округ останале во внатрешноста на округот со македонското население и започнале повторно да вршат консолидација на револуционерната мрежа за отпочнување на нова револуционерна борба против турската власт и против заселените пропаганди кои што ќе бидат доста активни по Илинденското востание. Така, најтврдокорните македонски дејци револуционери кои што биле корифеот Дамјан Груев, Павел Христов, Ѓорги Сугарев, Александар Турунџев, Ѓорги Поп Христов останале во внатрешност на битолскиот револуционерен округ и започнале да вршат консолидација во замновување на револуционерната мрежа. Тие постојано се движеле и агитирале околу македонското население во Битола, Битолско, Костурско, каде што делувале четите на војводите Васил Чекаларов, Пандо Кљашев за возобновување на револуционерната мрежа и извојување на нова борба против турската власт, извојување на полова политичка автономија на Македонија. Првата светска војна на Битола ќе и наметне невидени разорувања, уништувања, трагедии. Како резултат на ваквата долгогодишна војна состојба, градот започал да наликува на град Сениште. Град кој сиот свој сјај за само неколку години го заменил со вечна темнина. И град кој сиот свој бурен живот го заменил со смрт. Француските гробишта во Битола. Битола станала гробница.
за стотици и илјадници војници. Сите тие наоѓајќи својата смрт во Битола, тука го нашли своето вечно почивалиште. Ова е местото каде што во Првата светска војна се бореле германци, французи, руси, бугари, срби. Тука се бореле многу народи. Ова е Сремскиот фронт. Се зборува дека во Првата светска војна во 1917 година Битола е најразрушуваниот град, дека секој месец била рушена по 2000 пати бомбардирана. Овде се бореле многу војски. Овде погинале агресори, окупатори, но и оние кои се биле на одбранбениот фронт. Токму овде го нашле своето вечно почивалиште многу француски војници. Како што гледате, знајни и незнајни. Од еден од најзначајните балкански градски центри, градот, почнувајќи од балканските војни, па до крајот на Првата светска војна, се претвора во град страшилиште. Речиси потполно разрушен, со огромен број на жртви и уште поголем број на бегалци, трајно заминати. Значи, веќе спомнав дека Првата светска војна е всушност крајот на она битола за која што зборуваме, крајот на еден град кој можеше да биде многу важен центар на Балканот, крајот на еден град кој е сместен на средината од еден од најважните патишта што спојува две мориња. Битола е наречен Балкански Верден, бомбардиран е скоро секојдневно, голем дел од населението всушност останува без домови, голем дел од населението е погубено, уништено, исчезнато, така да после Првата светска војна градот е едно малечко градче од 10.000 жители кое воопшто не се сеќава за своето минато. Крајот на Првата светска војна не донесли ништо подобро за луѓето. Повторно се повторила истата приказна. Како во вечниот круг на пеколот, едната власт заменета со друга полоша од претходната. И така во недоглед. Во кралството СХС Битола е еден вид на многу парадоксален простор, бидејќи покрај тоа мало население кое живее крајно бедно, заедно со евреите, власите и македонското население и така натаму, во Битола доаѓа една поголема група на руска емиграција, белогардејци кои формираат руска колонија. Кралството СХС, под чија власт потпаднал вардарскиот дел на Македонија, трудејќи се да го наметне својот етнички и културен идентитет врз македонското самобитно население, само ја влошувало состојбата. Како што растеле апетитите на сојузниците, растеле тензијата. Повторно на градските порти по само 20 години затропала нова војна. Оваа, втората, уште пострашна од првата. Со капитулацијата на кралството Југославија во април 1941 година, широко им биле отворени вратите на новите окупатори. Повторно истата неизменична смена на окупаторите, како тоа да е една вековна неминовност во која и нема крај. Србите протерани, а на нивно место нови окупатори, фашисти, германци и бугари. Пак истите обиди за наметнување на туѓ идентитет и култура и обид за повторно етничко безобличување на населението. Бугарски училишта, бугарски читални, бугарски списанија и се со една иста цел – општа бугаризација на населението. Појавата на Комунистичката партија на Македонија и активностите кои таа ги спроведуваше во 4 години колку што траеше Втората светска војна, беа единствената светла точка која можеа да ја видат луѓето и која сосема разбирливо се обидуваат да ја достигнат. Покрај сите патила кои беа секојдневие во Битола со десетици години, сепак едно утро ја доведе најголемата човечка катастрофа, кој еден рационален ум и кој едно човечко битие не би можело ни да ја замисли. Ни сите пеплишта и рушевини, ни реките со крв,
едно мартовско утро во 1943 година зачекорија од сон разбудените 3269 битолски евреи. Тргнувајќи на ова патување, тие не ни сонувале дека за 3013 од нив, всушност тоа е нивното последно патување. Крајната дестинација, логорот на смртта, Треблинка, како желно да ги изчекувал. Улиците исполнети со плачот на недонаспаните деца, исполнети со растреперените од страв души на евреите го правеле воздухот леплив и неподнослив. Од околните прозорци дзиркале очите на љубопитните, но и на оние кои, скривајќи ги пријателите во своите домови, проверувале дали се откриени во своите намери. Формирањето на партизанскиот одред Пелистер, битолско-преспанскиот партизански одред, одредот Јане Сандански и формирањето на штабот на втората оперативна зона представувале вистински одраз на желбите на населението и идејата за конечно ослободување. Во Втората светска војна Битола ќе даде голема и многу значајна енергија во борбата со фашизмот целосно, формирајќи бројни партизански одреди, во чиј состав ќе влезат партизани, ќе влезат евреи, ќе влезе население кое ја обележува таа космополитска ситуација на градот. Битола е град и на херои. Зад секој е спуштено резе, како да се затворал еден живот, како да умирала и последната надеж. Сепак, истрајноста во обидите и непокорот на населението, исчеличени во долгите децении на надчовечки страдања, му овозможило да ја дочека и преживее и последната година од војната. Припадниците на првата македонско-косовска бригада, втората и третата македонска бригада, како и на седмата битолска бригада, тешките, исцрпувачки и начовечки борби во текот на 1944 година, конечно успеа да ја отворат вратата кон слободата и за прв пат, после долговековните страдања, да ја остварат желбата за самобитност. Дел од борците на овие бригади ги продолжиле своите воени походи и по ослободувањето на овој дел од Македонија, на воените фронтови во Срем, Босна, Хрватска и секаде каде што тоа имало потреба, се до конечното ослободување во 1945 година. 4 ноември 1945 година Битола ја грее слободарско сонце, кое носи нов елан, нова движечка сила, многу насмевки, млади лица кои озарени од полетот, кои го носат во себе, предвидуваат ново време. Градот се расчистува, интензивно се работи на враќање на некои основни инфраструктурни објекти назад во функција, по некој фабрички оган срамежливо ќе блесне во сивите утра кои ги носи зимата по војната со себе. Има. Во Битола има и по некоја седенка, и по некоја песна. Градот полека, како феникс, ги шири своите крилја, ја тресе пепелта и тргнува на својот последен лет кон своите возвишенија. Лет кој се уште трае.